председателе, почитувана колешке, почнавте да си го браните заменикот председател. Требаше да останете на тоа, не да ја спомнувате антиквизацијата и Скопје 2014. По однос на тоа само да ви кажам дека овој министер и сега што е министерот за надворешни работи, се таму во тие згради од Скопје 2014. Да не беше тој проект, огромен број на институции ќе плаќаа и ден денеска кири и немаше каде да бидат сместени. Впрочем, и оваа сала во која што седиме е дел од тие проекти. Еден податок кој што исто така треба да го знаете. Пресудата во Хаг беше многу јасна и децидна дека Република Македонија ги нема прекршено одредбите од спогодбата, и то многу јасно ќе ви го каже и самиот човек кој што денеска, за кој што поднесовме интерпелација, за тоа што тој учествуваше таму во тоа и не верувам дека ќе признае сега, но предпоставувам дека некогаш, кога би пишувал мемуари, ако е многу искрен, какво е чувството да победи Македонија во меѓународните институции или да потпише капитулантски договор како што беше договорот од Преспа. И јас не знам сега кој Никола Димитров вие го браните. Овој сега Никола Димитров кој што ги брани позициите наметнати од Зоран Заев и одредени други фактори на влијание, или оној Никола Димитров кој што вели, ќе цитирам, зашо истиот Никола Димитров 20 години се занимава со истата проблематика. И 20 години е во кабинетите на председатели на држави, во кабинетите на премиерите на државите, на сите. И вели, уставното име е последниот столб на државноста и ако Република Македонија го промени под меѓународен притисок, ќе се премине линијата на македонското достоинство. Ова не се мои зборови, ова се зборови на човекот кој што вие денеска го браните. Се за кој Никола Димитров збориме? И кој Никола Димитров го браните? Каква е константата? За каква константа зборуваме? За каков образ зборуваме во случајот? Тој во неговото образложение зборуваше, не знам, за ветото, така го релативизираше, дека ветото било несрекно прашање, па збореше за документиран резил. Колешке, единствен документиран резил во Република Македонија за овие 20-30 години се двата договори. Договорот од Преспа и договорот со Бугарија. Фаница Николовска, Тие се два документирани. Фаница Николовска,